Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со професорот Мерсел Билбали од Република Македонија, кој е добар познавач на настаните во Република Македонија, затоа што е еден од експертите, а и аналитичар на политичката состојба во Република Македонија. Меѓутоа, во свое време беше и активен во политиката како советник. Професоре, добро утро. Добро утро. Сега не знам како е во Австралија, најверојатно може да кажеш добро вечер таму. Па да, попладне е кај нас овде времето, при крај е работниот ден. Ние, професор, ве побаравме околу настаните, да ги кажете од ваша гледна точка, експертска гледна точка, бидејќи мене колку што ми е познато, вие Македонија знаете и за време на Југославија, и за време кога стана независна, и после 2001 година со рамковниот договор. А исто така знам дека бевте и советник во времето на премиерот Бучковски и така натаму и така натаму. Моето прашање најнапред е околу државноста на Република Македонија, односно 2001 година се донесе рамковниот договор. Со рамковниот договор Република Македонија станува мултикултурна, мултиконфесионална, еднаква, равноправна. Меѓутоа, на терен, професоре, се случуваат сосема спротивни настани. Република Македонија како да се гетоизира, албанците на една страна, македонците на друга страна, муслиманите, па православните, па католиците, па се почитува химната, не се почитува, па се веат знамења, не се веат знамења. Дали Македонија станува мултикултурна држава или оди кон федерализација како Чехословачка? Не е лесно да се даде одговор по прашање, затоа што прашањето е многу сложено. Имено процесот не би требало да го гледаме изолирано од нас. Значи не може да дадем одговор низ која насока се движи Македонија, туку треба да дадеме претhodно одговор низ која насока се движиме ние. Значи како луѓе кои и како граѓани, и како политичка структура, како културна заедница и така натаму. Моje мислење дека во однос на рамковниот договор, што за мене представува еден важен документ за запирање на трагедијата која може да се случи како и во другите поранешни југославенски делови. Мислам дека тука пострамковниот договор треба да го поделиме на два дела. Првиот дел е првите 4-5 години, каде што практично рамковниот договор прилично добро се имплементираше и во насока на тоа како да се направи функционална држава, како да се направи функционални институции, како да се обезбедуваат правата на човекот, колективните и индивидуалните права. Значи, релативно тоа се движи од таа насока, иако и тогаш имаше проблеми. Значи, не беше се идеално. Кај нас е главниот непријател е партизацијата, која е извор на сите проблеми, и кај албанците, и кај македонците. Вториот дел, кога практично имаме тотална партизација на државни институции, јавниот живот, тогаш имаме друга фаза. Фаза кога граѓаните се отуѓуваат, без оглед на тоа дали се македонци и албанци, од системот, се отуѓуваат од јавната заштита, се отуѓуваат од јавниот интерес. Например, со колегите, со пријателите, често разговарам и вака. Значи, најдискриминирани луѓе во Македонија се тие кои не припаѓаат на ниедна политичка партија. Значи, и тие кои припаѓаат на опозиција, бар ќе се надеват дека ќе дојдат на власт и потоа ќе уживат благодети на системот и државата. А овие кои не се дел, значи, на ниедна политичка структура, тие се отуѓени, за нив никој не се грижи. Дори и социјалната помош е условуван дали вие сте близок со некој кој е во институциите или не. За жал, ние се движиме во многу лоша насока. Значи, проблемот македонци и албанци, тоа е чиста манипулација. Оти моите анализи, не само моите, туку на групата што работевме, ние работевме во една заедничка група, каде што беше и сегашниот претседател на државата,
на рано предупредување, early voice report, значи извештај за рано предупредување, и на тие извештаи имавме обсежни претходно анализи на кои ние требаше да дадеме коментар, значи во однос на перцепциите на граѓани, во однос на сите прашања. Како се чувствуваат, како го чувствуваат соседот, другата заедница, другата култура, институциите на системот, дали смета дека се движиме во добра или погрешна насока и ред други прашања. Значи, тогаш констатиравме, зборува за 2003 и 2005, констатиравме многу позитивно движење на јавното мнение и перцепциите на граѓани, но и процесот се движеше во таа насока. И што за разлика од тоа, потоа имавме драстични промени како резултат на партизацијата. Значи, да се вратим на прашањето во однос на рамковниот договор. Сега, интересот од рамковниот договор имат само политички елити. На македонци, на албанци се дел од власта. Тие делат интереси, делат дилови, делат, да не кажам, и матни работи, но граѓаните се отуѓени од тоа. Професоре, одовде ние често пати гледаме, еве и во вашиот разговор веќе се сведе само помеѓу македонците и албанците. Станува збор за мултикултурна држава, еве јас живеам во една мултикултурна држава, каде што сите се равноправни и нема две групи. Втора работа, никогаш не сум слушнал од политичарите во Република Македонија, а и дел и од вас, аналитичарите, сите вие велите граѓани, никогаш не се обраќате кон нацијата. Зошто е тоа така? Па вака, за да изградите мултикултурно општество, тоа е еден макотрпен процес и треба претходно да имате стратегија. Значи, нашите луѓе кои предводат државата, нешто нема стратегија за тоа нешто, туку немат волја. Затоа што тие можат да бидат на власт само како манипулативни структури во однос на заедниците, македонците и албанците. Че тоа неминовно луѓе да ги тера на поделба. Колку ние и да кажеме граѓани и мултикултурно општество, но тоа е само еден празен збор кој исчезна во етерот. Од друга страна, државните институции, власта, политичките структури се фокусираат кон групите. Ево, например, имаме избори, зашто немаме митинг, например, на Македонска партија, кај албанската заедница, за да претендира на нивни гласови и обратно, значи, албанци да претендира. Значи, тоа беше добар чекор кон тоа. Но се нема волја за тоа, затоа што практично имаме неспособни луѓе кои ја водат државата, тие се единствено талентирани за криминал и корупција и не можете од нив, значи, кои немат идеал, на чии идеал се само пак да очекуваат дека државата ја носат кон прогресот и на луѓето им решават проблеми. Тоа е апсолутно наша илузија и наша несреќа. За жал, ние имаме многу лошо водство, лошо раководство. Тоа историјата ќе покаже. Често пати ние поставуваме прашање зошто е така, а не поставуваме прашање мисли како последица, а не поставуваме прашање како узроци. Според мене треба да помине подолг период за да се опаметат под наводници, кажем луѓето, да се освесат дека цело време некој ги манипулира во име на некаква загрозеност. А целта им е да се одржува на вас затоа што неговиот капацитет е многу ограничен и тој има само желби и интереси, но нема идеал, нема знаење, нема визија како да ја развија државата. Тоа не е само моја констатација, туку општа констатација на луѓето кои просечно барем ги познава состојбите, без оглед на тоа од која национална припадност припаѓат. Така ми треба човек кој е живе, значи кој ќе ги врзува и сите заедници, за да можеме да стартираме да изградиме мултикултурно општество. Гледаме, например, најголемите медиумски куќи, CNN, NBC и така натаму. Секогаш ќе видите тамо некој водител од жолта раса, од индиска раса, од црна раса, од бела раса и не знам какво. Значи, тоа е сликата која постои во Соединените американски држави и која асоцира не само на тоа, туку и на општа глобализација.
Значи, кај нас го нема тоа. Властите и луѓето кои ја водат власта намерно си прават многу различни света, повеќе различни света. Значи, секој да се затвори во својот свет, затоа што така полесно ги контролираат и полесно се манипулираат. Еве да го заемиме последниот пример, локалните избори и после локалните избори. Во Кичево слушнавте што зборуваше и Дехари, што зборуваше и премиерот Никола Груевски. Едниот голема Албанија, другиот ојте си во Албанија. А сега слушаме дека градоначалникот Дехари испуштил 130 етнички македонци. Ваше мислење? Не. Прво, мислим што и да кажам. Само ќе го потврдувам тоа што го кажав пред малку. Значи, ситуацијата е болна. И ние цело време ќе се расправаме за последиците. Зошто овој кажа вака, зошто овој одговори така, зошто овој постапи вака, зошто постапи онака. Исто сега имаше некој оглас, само беа чисто етнички примени, мислим, каде што албанци беа елиминирани. Значи, цело време, не дека се сака своја нација, туку се манипулира својата нација. И тоа е меанизм за да обстои несоодветна, неспособна структура на власт. Затоа што тој што е патриот, било да е македонски или албански патриот, тој ќе функционира коезивно, затоа што тоа е општ интерес на сите луѓе. Само со силна коезија, силна заедничка интеграција, ние ќе можеме да ги неутрализираме овие поларизации и засебни интереси. Но сигурен сум дека тоа не се сака. Значи, ако, ево, например, да земеме столбот евроинтеграции или североатлантско интеграција и евроинтеграција. Да. Се главен столб кој ги држат луѓето, барем до сега заедно. Ако се урива тој столб, цело време се копа по тој столб. Значи се урива заедништвото. За жал, јас посакувам ова ера да помине што побрзо да се дојдат некои понормални луѓе да тргнеме кон нормалниот свет, и ние сите губиме време, генерациите, новите, помладите ја напуштат земјата. Не знам дали имате информација, значи да 10 години 300.000 луѓе се ја напуштат државата. Значи тоа е невидлив екзодус кој никаде не се спомна, затоа што медиумите се под строга контрола на власт. И затоа, кога збориме за Албанија, да ги оставиме нив, затоа што тие се јадни, тие се жртва на политичка манипулација. Да збориме за политички структури кои се до крај манипулативни. Да. Да, повелете. Да заврши со одговор. Да, завршивте со тоа дека институциите манипулираат со народот без разлика на која етничка припадност е тој народ. Завчера имавме една конференција која требаше се заврши, онај црн понеделник што беше 24 декември. Воспротивно пред тоа имаше премиерот изјави дека ќе има избори ако не се потпиши, ако не се дојде до споразум помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН за тоа што се случи на 24 декември. Избори, професоре, како можат да се оди на избори, а Македонија нема попис од 2002 година? Па изборите кај нас стана национален спорт. Ние секоја година имаме избори, а состојбата ни е уште полоша. Значи, ние земаме терапија, а здравствена состав не се влошува. Тоа малку ме нервира, значи, зашто интелигенцијата на обичните луѓе е во таков ниво што дозволува 23-4 години да биде манипулиран. Значи, може човек да излажи 2-3 години, 4 години, 5 години, но 25 години да излажи и повторно да ви верува, тоа не е нешто соредно со културата на граѓаните, со свеста на граѓаните, со нивната перцепција на состојбите. Значи, секогаш кога бараме спас за себе, власта кога бара за спас за себе, а не за граѓаните и за државата, бара избори. Ама зошто избори? Нели власта има мнозинство? Нели треба да ги реализира проектите што
ги пласираше пред гласачите во минатите парламентарни избори. Нели 8 милиарди евра требаше да каже кај се, дали се дојдени и кај се потрошени и така натаму. Нели бројни проекти кои на пишана форма беа сервирани пред луѓето, да видам кај се тие. Што избори? Кажете ми што ќе смени тоа. Освен што ќе им дава уште власт на овие што не заслужуваат 5 минути да бидат дел од власта. И за жал не сум голем оптимист за кратко време дека ќе оздравиме од ова наша болест. Јас би сакал ово да го гледам во рамките на балканскиот менталитет, но верувам дека сме многу полоши од тој просек. Ево гледам, сите околни држави се движат напред. Дури погледајте ги инвестициите, например. Србија станува сериозен лидер во регионот и Босна има голем напредок. Албанија има околу милиарда евра странски инвестиции. Косово има околу 270 милиона евра, ние само 160 милиони евра имаме инвестиции. Значи, зошто е тоа така? Ние имаме сериозен проблем со основните постулати како треба да функционира државата, кои ни се целите, во која насока треба да се движиме. И тука ме загрижува граѓаните, медиумите, невладините организации и ред други параметри кои се за жал ставени во служба на владењето или на власта или на опозицијата. Кога се во коалиција, еве се веќе во коалиција ДУИ и ВМРО ДПМН, меѓутоа имаат диаметрално различни ставови околу името, околу националните интереси и така натаму. Како обстанува таа коалиција? Таа коалиција обстанува само поради интерес, значи личен и групен интерес, ништо повеќе. Граѓаните не гледат никаква перспектива во функционирање на таквата коалиција. Затоа што ситуацијата значи е полоша отколку пред 8 години, а ова и 7 години, и пред 5 години кога функционира ова заедничка коалиција. Значи, направите анализи, по сите параметри ќе видите дека ние немаме прогрес, туку имаме регрес, уназадување. И таа коалиција функционира како брак од интерес на една мала група, на поединци, и така продолжува со силна машинерија, медиумска машинерија, силна кампања, кај што ги убедуваат луѓето дека прават се за нивно добро, но тие не се толку интелигентни да ги чувствуваат тие добрини. И тоа е нашата реалност. И видиме до каде ќе трае. Околу името, да спомниме дека е спор за влез во Европската Унија, вие површно го спомнавте и во НАТО. Баш, според мене е многу важно прашање. Да? Од тоа прашање почнува манипулацијата. Да ви кажам дека името скоро беше ставено ад акта, зборува за 2005 година. Значи, кога добивме статус кандидат, на никому не паѓаше на памет да стави вето. Ниту на грците. Кога добивме постепен интеграционен однос кон НАТО, партнерство за мир, никој не спречуваше. Значи, немаше реторика ни во грчката страна дека некој ќе блокира Македонија во однос на евроатлантски интеграција. Особено кога е спогодба за време, спогодба беше многу јасно дека Грција нема да ја попречи Република Македонија во евроатлантските интеграции или како што стоеше таму меѓународни интеграции. И што се случи? Прво, зашто така беше? Зашто не блокирале претходно грците? Одговорот е овај. Цел свет беше оперен против грците. Дека вие правите нешто ненормално во однос на една мала држава која воопшто не загрозува никого во регионот. И грците под таквиот притисок, значи, немале сила да направат никаква блокада. Тогаш се случи, ако се сеќавате,
издавањето на уставното име од страна САД и грците беа во тотален нокдаун. Значи требаше да се продолжи со политиката која одлично ја водеше Лјупчо Ѓоргиевски и потоа Владо Бучковски. Ако продолжи со така позитивна енергија, добрососедска политика, ја мислам дека грците немале шанси да блокираат, оти не им даваше меѓународната заедница. И што се случи? Дојде Груевски со неговата антика, со неговата лажна историја, пласира нешто многу провокативно за грците. Значи, во белиот свет никого не може да убедите дека антиката не припаѓа на грците. Тоа цел свет така го идентификува, без оглед на тоа што е реалност и што не е реално. Значи да претендирате на тоа, да ги провоцирате грците, баш на тој сегмент, кај што ги поддржа целиот свет, значи вие да се спротивстават на целиот свет. И тоа што се случи? Се случи тој истиот свет што му врше притисок на Грција да не блокира, да почна да оправдува Грција, дека грците стварно имале причина значи да се плашат. Значи имале разлог да бидат оплашени, значи некој сериозно ги провоцира, сериозно им претендира на нивната историја и сега ситуација се промени. Сега ние сме црната овца, целиот свет е уперен против нас, грците се во право и затоа сега името, презимето, ама името, јас мислам дека беше битката добиена во 2005 година. Тоа беше ставено ад акта, Македонија ќе станеше полноправна членка на НАТО и ЕУ и името ќе исчезнуваше веќе сама по себе. Преговорите згасна. И сега, практично што добивме? Добивме цел свет против нас. И сега името мора да се смени. Затоа што практично ние, ако продолжиме вака, ја не знам дали ќе обстоиме како држава. Добро, професоре, времето ни одмина. Вие констатирате на крајот дека името Република Македонија мора да го смени. Во една минута имаме уште, додека властите тврдат дека името нема да го сменат. Ја мислам дека не велат дека нема да го сменат. Самиот Груевски сега моли да се подигнат на што повисок ниво преговорите. Значи го кажа за време на прослават на Илинден дека ќе напише писмо до генералниот секретар на Обединетите нации, кај ќе бара да се дигне нивото на решавање на проблемот со името. Дури самиот се понуди директно да разговара со грчкиот премиер, но тоа го прави од страх сега, не е од убедување дека тоа мора да се направи. Значи го прави од страх затоа што се наближува крајот на кој зна како ќе заврши и кој зна што и се има случајно. Моите информации говорат дека за жал Груевски е многу изолирана личност сега во странство и дури се размисла за негово елиминирање од власта, па се види што се има случајно тука. А Груевски е свесен на тоа и тој сака да поправи нешто од својот имидж во последен момент. Но тој си направил со години опака политика. И сега не може да го поправите тоа за неколку месеци, затоа што европската бирократија, па и Вашингтон, ако сакате, те не донесуваат брзоплетни одлуки. Значи, чека, дури ќе се чудите еднаш како поддржуваат некој режим кој функционира спротивно на сите принципи. Но тие веруваат на нешто. Но кога ќе ја сменат политиката, потоа и ангел да се претвори нема да играат. И така е и нашата ситуација. Добро, професоре, ви благодариме многу, се надеваме... Благодарам и на вас, јас ги поздравувам сите ваши слушатели, сите граѓани и посакувам да се чуеме и да се слушнеме, да направиме разговор за подобра ситуација, значи, за по-оптимистичка ситуација. Јас се надевам дека и тоа ќе се случи. Ви благодариме ушеднаш и до слушање.